Почитувани граѓани, почитувани новинари. Пред очите на јавност се неспорни фактите што ги обелоденуваме во проектот Вистината за Македонија. Братучедите Никола Груевски и Сашо Мијалков неовластено масовно прислушувале, злоупотребувајќи ги своите овластувања, користејќи ги сите државни механизми и апаратури за своји лични цели. За воспоставување целосна контрола врз се во државата. Тоа е единствениот начин преку кој што овие луѓе се одржуваат на власт. Јасно е зошто Никола Груевски онака осамен излезе на пресконференција и изнесе лаги, нереални и контрадикторни тези. Се работи за негово сопствено спасување и затоа продолжува да ја лаже јавноста. Празни фрази за некаква тактичка опрема, клонирани системи и странски служби, само за да покаже дека бил загрозен. Загрозен бил човекот. На завчерашната пресконференција Никола Груевски, освен што се стави во улога на полициски портпарол кој манипулира, тој очајно молеше јавноста да ги затвори и очите и ушите за овие грозоти од неговиот начин на владење што ги гледаат и слушаат овие денови сите. Да му веруваат на зборот дека тој не е нечовек, дека неговите соработници не се нелуѓе. Денеска, почитувани граѓани, ќе објавиме нови докази кои целосно го покажуваат вистинското лице на Никола Груевски. Ќе ја чуете суровоста и одмазничкиот порив на овој човек, кој заедно со своите најблиски соработници е подготвен да ги сотре сите кои што не размислуваат како него. Почитувани граѓани, веднаш по изборите 2011 година, изгаснувањето на А1 телевизија, под директен налог и нарачка на Никола Груевски, се руши милионската инвестиција на Фијат Цановски, објектот Космос. Целта е политичка одмазда кон Фијат Цановски. Никола Груевски лично ја иницира и контролира целата акција на срамнување на објектот со земја. Груевски лично за таа цел нарачува менување урбанистички планови, сугерира користење на нивните инсталации во судството, договара медиумски сензации и манипулации за да се оправда пред меѓународната заедница. Еве, слушнете и уверете се. Разговорите се меѓу министерот за транспорт и врски Милија Накиевски, кој ги прима наредбите, и нарачателот Никола Груевски. Од првиот разговор ќе слушнете како Никола Груевски диктира кога да се достави решението за рушење на објектот Космос до инвеститорот Фијат Цановски. По инструкции на Груевски, тоа треба да биде после 3-4 часот попладне. Еве ја првата снимка. Ало? Ало, Да. Миле, Мом. утре тереј си со тоа што беше за упеток купон. Утре? Да. Тоа што ви пусти порака, така? Да. Има ли причина да одлагаме? Нема. Не. Тоа е тоа. За тој ФЦ. Добро. За тој избораме, така, за ФЦ. Да. Океј. Имаш од него јавување некој? Не. Мислам дека не знае. Или пак ја опуштен, не знам. Ти ќе имаш контрола он кога ќе го добие? Па утре би го добил, ќе му пуштиме специјален препорачен од пошта, ќе организирам да му го даде одма на рака. Тамо некај 3 саат 4 да му го дадат. Некај 3. Да не е ефтено са бајле. Околу 3 нека му го дадат. Добро. Ајде. Во следниот разговор, Јанакиевски добива насоки од Груевски како да се збрише објектот Космос.
Груевски нарачува кај Јанакиевски промена на деталниот урбанистички план и преадаптација на просторот во парк со фонтана. Еве ја следната снимка. Мене ни текна друга варијанта. Ние да го смениме таму дупот. Ама зборевме тоа одамна, окей. Па што чекаме, ако е окей? Нема, тоа што ме прашавте вие пред едно 4-5 месеци, што може, јас ви кажав и рековте окей и не искомунициравме после. Зашо? Не знам. Да го направиме еден убав парк со фонтани и со чуда, а? Ќе треба да му експроприираме земјата. Не мора ништо да правиме, не може да гради. Доволно е, по мене, доволно е да му се намалат и габаритите него. И? Нема да има исплатено, што оставиме 5+5, например. Каков 5, 5+2? Добро се, 5+... Некоја големина колку да 5+1 ка види. И што нема во јавност да речи дека еве не му даваме да гради, нема да гради, да биде... А половина пак да го направиме, а половина 5+2? Вака, јас сега одам за Босна, се враќам утре вечер, ќе седнам, ќе ви кажам што може да се направи, минимум што може да се направи. Да седнам губи. Чуј се со Тони, ја му кажам на Тони, вика, кажете му на министер од Миле, ако он засади позади мене, ќе го туркам ова. Не е проблем, готово. Ама треба брзо. Оти он ќе нагази у суд, ќе нагази сегде, ќе дојде ситуација, управен инспекторат ќе му застане ептен у врат на овој. Треба некако да се убрза тоа септември, октомври да го изгласаме у Совет. Готово. Утре вечер седнам. Најдобро е ти сега да се чуе со него, да му даеш први задачи што да прави, а утре вечер да се видите. Важи, готово. Ајде. По некоја минута Груевски се предомислува и доаѓа до нова идеја во неговиот одмазнички план кон Цановски. За да го снема објектот Космос, Груевски бара од Јанакиевски да се сменат и генералниот и деталниот урбанистички план. Еве ја следната снимка. Миле ми текна, а и губ да му смениме? Во Гупат сега? Да. Парк, зеленио, ај. Окей. После да му дупо да му стои поставо не може да му издаде дозвола, Да, така? и подолга е процедура и да се смени, не знам, вас, ова не знам никогаш. Подолга процедура е за Гупат. Да. Види тоа и дупот и гупот. Важи. Следуваат инструкции на Јанакиевски од Груевски за почетокот на рушење на објектот Космос. И датумот го одредува Груевски. Проценува дека е најдобро по изборот на влада за опозицијата да не го напуштала парламентот поради ваквиот случај. Еве ја следната четврта снимка. Во Софија разговара вака со неколку луѓе. Добро. Со Мартин да речем и со други. И сите го делат мислењето дека добро е да пројде седницата на парламент. Добро. Односно, да пројде 26-ти. Знаеш што е 26-ти? Да. Тоа е 27-ми утревента. Да. 26-ти е тоа, утревента 27-ми. Таман се поклопува со избор на влада 28-ми, на 29-ти. Тоа. Окей. Окей. Ама биди ти спремен, у случај ако се премислиме, биди спремен и за повод. Документацијно се е спремна што денес. Значи, ајде, чао. Во следниот разговор со Јанакиевски, Груевски носи конечна одлука дека е подобро објектот Космос да се руши во фул сезона на годишни одмори, па дава нови инструкции акцијата да почне на 1 август. Еве ја петата снимка. Сакав да уште на консултација. Поврзано со тоа малку. Добро. Кој да поменам или да кој ќе следи? Па, Не, ќе следам после. Добро. Значи, ако не следам, ќе се кажеш ти. Понеделник, значи, така? За сега е тоа, значи спремете се за понеделник. Вие бидете спремни како и за утре да е, ако се Спремно е се. Ама за сега е понеделник. Добро. Затоа што утрек за утре сме таму, вие ќе напуштат парламент. У петок ја пасувам таму за замениците, знаеш, ќе биде незгодно. Окей. Така што добро би било да сабота и недела не иде. Неработен ден. Понеделник 1 август, таман се фул сезона на годишни одмори. Окей. И така, чекај малку да помислам. Добро, ќе се видиме. Напоменувам разговорите на веб страната и до новинарите се во целост од почеток до крај секој разговор. Следниот разговор помеѓу Јанакиевски и Груевски е во текот на рушењето. Груевски не е задоволен од спроведувањето. Вели дека била направена многу ситна штета. Дополнително,
Овој разговор ги потврдува инсталациите на Груевски во судството. Кога Јанакиевски го информира Груевски дека е на теренот, дојде на судијка, која може да издаде судски налог за забрана за рушење и дека за случајот е надлежен Основниот суд Скопје 2. Груевски го упатува Јанакиевски, цитирам, да се слушнеш со највисокиот. Еве ја следната снимка. Миле, ова добро иде, така? Добро, председателя, има се нова ситуација, не знам што е, се појави судика Кацарска. Што? Кацарска судија некој се појави на градилиште и некои документи да достави. Ја испративме во општината, се слушнав и со Билјана Страфни да ни да судски налог за забрана за рушење. Така знам за 10 минути. И се јави Билјани на председател суд да видиме што е работа. Со тоа се занимава. Кај потватувам, видиш? Судска период. Билјана вика не се случило. Билјана вика да се не се случило да одлуча во 2 сати, ама се е можно. Све е можно, да. А донема нешто? Рекла сакам документи да доставам и на градилиште да влезело у градилиште и инспекторите имаат налог никога да не пиште, ја пратиле во општината, ќе знам за на 15 минути. Ќе ви сеа. А да се чуеш ти со овој највисокиот таму? Ама основен суд Скопје 2 е. Сега Билјана зборува со председател на судот. Во моментот и сега пред 2 минути. Инаку окей, оди. Имаше проблеми се ваѓа, се откажуваја мајстори и такви работи, ама да не ве замарам со глупости. Како се откажуваш? Па дојде една екипа и тој што го води машината вика не сакам овој обект да го работам и си замина, па друг најдов, и така. А зашо не сега? Трафм, било бег, не знам што, не знам како. Се уплаши од сега. А они се појавија таму? Кој? Па тајфата на овој. Не, во фонд биле. Каде биле во фонд? Во фонд, во факултет. Денес доставено и ова до извршител за 5 милиони евра наплата на хипотека. Види, ако е тоа до општината треба по пошта да му го прати на овој, како се вика. Сашо? Нема, тоа е од судот, ама општината извршува, ние само координираме. Не дај Боже да е тоа, судот забранува директно да општина да го работила. А до сега има доволно направено рушење за да не може да продолжи? Има 4-5 стуба скинато и со место да одиме со машини со сајли за мерме течени, тие се многу ефикасни. На кој кат? Од озгора надолу. Значи ништо нема од озгора надолу. Многу ситна штета е тоа. Ситна. А? Сега влегува во обектот, мислам сега. Почна да работат, дори ги приклучија машините на струја, на вода. Сега? Не мислам сега. Ке 10 сати почна ефективно. Почна да работат овие со машини, имам ефективно овие со сајливе, почна пред 2 сати. Зашто сега во 3 часа требаше да дојдат 20 професори да направат мини проект да видиме за 3-4 дена ако можеше скроз да падне како оној Рудине што е обектот. Зашто не знаевме внатре како е градба, многу има челип ставено. Многу тешко се случи. Ајде да видиме ова што пак ќе ве варам. Ајде. Следуваат уште 3 снимки. Следниот разговор во целост го покажува вистинското, одмазничко и бескрупулозно лице на Никола Груевски. Ужива во постапката и динамиката на рушењето на објектот. Еве ја следната 7 снимка. Миле, како е? Добар. Како оди ова со Космос Б? Следиш таму? Да. Значи вака, моја? Што се случува таму? Сега одиме на тај помалиот објект. Ако успееме денеска да го срушиме малиот објект, значи баш онака како што зборевме со вас со волу, ама се модерно ќе биде. Големи 2 машини обезбедивме од бетон. Тие се по 30 тонски. Ги сечат со модерен вол. Да. Немам буквално на тој систем, зашто да не правиме тендери глупости, значи се сечат столбовите, и кога ќе бидат исечени само со сајли
двата големи што се тие се пилари, ќе ги стрга столбот и треба зградата да падне. И така ќе одиме вертикала по вертикала. Денес околу, зависи кога ќе заврши сечењето, 5,5, 6, 7, ако успееме така ќе одиме со сите така ламели. И така за, не знам, зависи од сечењето, со 7-8 дена да завршим. Тука другата, така? Да, тоа е тоа. Видите, знаеш што е проблемот таму? Првите два спрата се платна, значи не се столбови, тука е целосно бетонско. Аха. И тоа ни прави поголем проблем. Ги зедов многу најаки камиони, се има уште некои камиони 9 ги викаат тие, појаки малку, ама таков 1-2 биле само да пробаме со вие, ако не од утре ќе ги бараме и нив. Аха. Овие се од бетонни граници имали исто такво, нека албанец работел на Значи до вечер за малата ќе се знае. Ќе се знае и за малата и за генерално за цел објект. Сега дојде од Американска амбасада, загрижени за спроведувањето на законот. Заменик амбасадорот, зошто вака, зошто така. Тој беше ваш пратеник, па сега е со СДС. Он го финансираше А1, тврди дека е заради тоа. После викам он јавно призна дека имал грешка. Па вика да, јавно призна, ама дека не била голема грешката и дека ова се му е заради А1. И дека многу мала била грешката за 1 метар. Нели ти ми кажуваше дека била за цел спрат под земја? Метар и пол е, значи, над кота замина. Аха. А плюс има и дополнително стубови. Добро. Значи до вечер малата. Значи, така очекуваме да биде. Ќе амонма. Чим ќе биде, ќе биде амонма. Разговорот помеѓу Јанакиевски и Груевски, што сега ќе го слушнете, е класична потврда за одмазничкиот потек на Груевски кон Цановски, сват на собственикот на А1 телевизија Велије Рамковски. Груевски е задоволен од дотогаш завршената работа и констатира што ме он е способен, завршена е работата. Еве 8-та снимка. Миле, ова што ми пиша ти, не мора да го довршуваме што не оде способено, ние сме завршили работата. Не ни треба визуелен аспект, кој што викаш во овој случај. Пуштив слики, се имаше на Алфа многу добра снимка, од кај него сликале. И што има на Алфа? Снимката имаше убаво дајано како експлозијата и изјавата даваше. Што вика? Црста е зградата, не може да ја слушат. Не викаше дека ајде слушате, побрзо е спак че град. Аха. Ја мислам да не, ако е онеспособена, како што кажуваш, да не продолжуваме, нека си ја доврши он. Скоро, значи, во воздух лета, не знам како се држи. Аха. Има, најверојатно во средината, се зборов свој професорот, има, многу ме изнервира, денес ми се крена притисок. Лифт има и полно е со бетон лифтот и вика тоа ги одржи и второ вика оти правена е самата зграда за 16 спрата. Вика многу бетон има турено од првите 3 спрата, само 5 се изградени. И му било страв да стават повеќе динамит, вика можеше да настани компресија и вика да уништиме кујки, тоа ќе направивме контраефект. Така. Викам окей сега. Ја мислам да застанеме тука. Нека си стои зградата. Така? Добро. Онако стварно има план да гради, сам ќе се доврши. Така? Последниот разговор целосно го разобличува Никола Груевски. Освен од маздата, ништо друго не го интересира. Ниту реакција на меѓународната јавност, ниту почитувањето на законите, правото и правната држава. Единствено за што е заинтересиран е покритие на злосторството што го прави. Еве ја последната снимка. Ало? Мола. Милен? Мола. Зборе со Сорен се вака. Ме слушаш? Да. И му викам на одење, знаеш, викам неформално да ми кажеш, освен ова зимето што ги нервираме у Брисел, што викам најмногу вака им пречи кај нас. Две работи вика, а и двете се поврзани со пајажина. Едно вика, споведување на правото. Добро, пример вика, го рушите Фијат во ред. Ама ако рушите ги сите што се као Фијат. Или не рушите никој. Или законот да важи за сите, или ако не го применувате на речиси сите, не го применувате само на еден што е политички противник.
Така да вика, ја би ти препорачал. Ако сега сте фатиле Софија да го рушите, срушите и други. Да покажете дека, ама ова неформално ми го кажува, знаеш, не е официјален став. Срушите и други, вика, и покажете дека нема врска политиката, туку тие што не градат по закон се рушат. Иначе вика ќе ви остане лепешка дека само фија сте го срушиле затоа што политички е против вас и е поддржува еден и така. Второто вика ова со медиумите. Што кажа тој правец? Ама тоа се третира вика како регионален проблем. И ова првото вика како регионален се третира, ама не сте најлоши. Има повеќе од вас у регионот и у едното и у другото, али вика ви се од оние работи што пречат во Брисел доста. Ете за второто, тоа е тоа, немаме, мислам, што да направиме сега за За тоа. првото, јас знам еден обект. Добра регулација вика да направите за медиумите, тоа вика ти го препорачувам. Добра регулација. А за прво вика, ако терате вака, терате за сите. И да ги сузбиете аргументите дека вие само фијат го рушите, пошто вие политички противник и поддржуваш на еден. И вака кога го кажува држи вода, ти кажа. Држи. Ништо не сме слушали, само фија сме го слушали. Као другиве сите правилно градат. Има еден обект, знам во Гостивар имаше представки до граѓани, пуштивме кривична пријава, тој гради без одобрење за граѓање. Каде? Во Гостивар знам огромен обект, слики имам. И Бејта баш спомна некој за него. Е, па терај, не чекај. Со динамит тоа, да не ја тупиме пак. Ке, ајде да видам и по другиве градови да нема нешто. Тоа што се кај нас граначалниците, ако ќе имаме учет, да му спомнам нашите граначалници нешто да чепнат, а? Да чепнат. Да. И да биде тоа добро медиумски презентирано. Ете, тоа е, почитувани граѓани, почитувани представници, тоа е вистинското лице на Никола Груевски. Човек, не човек. Нема да употребам други зборови, затоа што никој не треба да шири омраза. Само ќе кажам. Еве, ова е тој Груевски кој со помош на широкото уво, на неговиот братучет Мијалков, ништи се пред себе од фрустрации, за освета и за лични цели. Почитувани граѓани, да не дозволиме ова никогаш повеќе да се повтори. Ветуваме дека ова никогаш повеќе нема да се повтори. Но, вистината за Македонија до крај ќе ја обелоденуваме. Ништо нема да не спречи во тоа. Ви благодарам. Повелете со прашање. Повелете прашање. Повелете. Само микрофонот, само микрофонот. За барањето за техничка влада, главен аргумент ви беа изборни нерегуларности. До сега не слушнавме ништо за изборните нерегуларности. Имате ли аудиоснимки што укажуваат на такви нерегуларности, ако имате, зашто до сега не се објавени? Еве вака. Неколку причини напоменавме, зошто одиме чекор по чекор и внимателно. Јас повторно ќе ги повторам. Скудноста со медиумскиот простор, кој што ниту барем фер и правично, дел од медиумите не следат. Па дури и МТВ која што има законска обврска да пренесе наши ставови, па граѓаните нека толкуваат. Е една од причините зошто одиме чекор по чекор. Втората причина, која што тоа го правиме, е истовремено да народот го дознае целото злосторство кое што му се случувало сиве овие години. Го слушнавте пред 2 дена премиерот вели сето ова е заради тоа што сум загрозен. Кога ќе слушнете до каде отишол човекот со името, што тоа прифатил, ќе видите колку ни е загрозена и државата и народот. Кога
ги гледав викендот. Сите овие снимки недозволиви заради тоа што се посебни истражни мерки и докази во постапка за Љубе Бошковски. Кога знаат и малите деца дека Љубе Бошковски ниту имаше, ниту можеше да биде на позиции да продава име или слично. Пори вриеше во мене и во нас да излеземе со тоа, но чекор по чекор. Внимателно, нека чека јавност. А изборите се врв. Изборите, како ги спроведуваат во 2013, 14 и 2011, покажуваат дека такво нешто нема никаде во светот. Дека такви работи кои што можете да ги нотирате, што памет му носи на било кој човек, а значат незаконски и недозволиви работи во изборниот процес, се правени во нашата Македонија. Изборите и изборните нерегуларности се врв, заради тоа што од тука Груевски ја црпи лажно правото преку волјата на граѓаните да го наметнува сето ова што сега го покажуваме со јавност. Бидете трпеливи, следете не чекор по чекор, ништо не може да не спречи доказите да излезат и ќе излезат до крај. Благодарам. Повелете. Со оглед дека во пресудата што вчера беше објавена по медиумите за вработениот во МВР, кој што е осуден веќе во случајов Пуч, стои дека почнал да работи од 2010 тајно да снима. Ме интересира случајно во тоа купче на материјали што го имате, да имате некој материјал од порано, 2009 например. Еве вака. Многу аргументи и докази во процесот кој што ќе го отвараме ќе потврдат недвосмислено, па до најнеупатениот наш граѓанин во најпланинското село, кој тоа го правил и со какви намери го правил. Има снимки 2009, и 2008 и 2007. И се поставува прашањето. Како тоа некој вработен во полицијата укуцал телефон на некој и почнал да го слуша од 2009. Но како го укуцал телефонот и почнал да го слуша нанезад 2-3 години е прашањето. Затоа само ќе кажам. Го гледате како се колне дека гарантира фер, правично, транспарентно законско судење. За 24 часа донесе пресуда. Правосилна пресуда. Што кажува таа пресуда? Ако ја прочитавте. Странски служби, докази за странски служби? Нема. И што друго покажува? Покажува дека може секој вработен во МВР да си се конектира на системот, да си укуца телефон кој сака и да си слуша. Како тоа МВР го дозволило? И на крајот ве молам, ве упатувам во пресудата. Видете ги доказите кои што се пријавуваат во прилог. Покрај изјавата докази во постапка се трошковник на затворот, докази во постапка се решението за притвор и докази во постапка се решението за распоредување на работно место на полицаецот кој што дал ваков изгод. Друг доказ нема. Катастрофа. Повелете. Апсолутно. Една работа. Јас и мојот правен тим овде видовме дека операторите немаат вина и не би сакал да грешам душа да кажем нешто повеќе. Самиот закон, кога го носеле, буквално тие се принудени да дадат приклучок. Кога ќе дојде судски налог и решение за приклучокот е остварен и апсолутно тоа може да биде распространето на секого. Тие немаат право да реагираат заради тоа што најверојатно и стручните експерти кои што ми го кажуваат и правниците не може да знаат дали заради судскиот налог за слушање на X осомничено лице може да биде употребено тоа за сите. И апсолутно ниту имале право да реагираат, ниту имале можност како тоа да го направат. Дури ако виделе дека нивните корисници тоа се оштетени, дека е нанесена штета врз нив или слично. И затоа
Барем зборувам толку колку што правниците ми кажуваат околу мене, јас сум економист. Но тим помолчали и долги години не биле ресетирани и што законот не е во полза на комитетот. Во една нормална земја, секако нормален правосуден систем може да го отвори оваа прашање. Но ние имаме цел злосторството на власта, незаконитоста и криминалните действија да ги покажеме пред целата јавност. Повелете други прашања? Повелете. Повелете? Господине Заев, на снимките што се појавија на интернет, вие му признавате некако на Груевски дека тоа се странски служби. И тоа господинот Груевски од тоа се ствара и целата истрага, дека и сам Заев ми призна дека тоа се странски служби. Зошто тоа го направивте и дали имате аргумент за тоа? При сите 4 средби во највисокото раководство се држише состанок овде во партијата. И секогаш беше: одиме и знаеме дека не снима, така? Секогаш. Оти ние знаеме што имаме во раци и докаде оди овој човек. Да сте на моје место, ќе му ги кажете луѓето кои што се охрабриле, одважиле во ваков режим, на вакво злосторство, на вакви луѓе, не луѓе тоа што го прават. И гледате, во самите снимки, нема да дозволам да ги коментирам, а тој дозволи да ги објави, пим мерки, посебни истражни мерки, докази во постапките. Вели истрага ќе направил од каде излезше, од неговиот кабинет, од премиерскиот, од првиот кабинет во државата. Во снимките му велам, се од европска земја, ама не од соседството, знаејќи дека ќе прави конструкции Грција. Така? Ама кога ќе ги објави, ако веќе ги пушта во јавност, нека ги пушта од почеток до крај цели. Комплетно. За да видиме зошто парцијално пушта и да видиме што таму се зборувало до крај. Должам можеби одговор. Зошто сум бил на разговори кај него. Треба да знаат граѓаните. За вистината зборуваме. Знаете дека секој ден има меѓународни представници во СДСМ? Секој ден. Правеа пријателски напор, дај бе диалог да се отпочне. Разговори да се почнат. И нормално е председател на опозицијата со шеф на власт да седне и да реши некој проблем за државата. Нормално е. Втората и третата средба, тој ги иницира и буквално моли за средба, знаејќи дека не е подготвен да разговара. А прифатив да одам, за да го поштедам овој наш народ од ова што сега мора да го помине. Секако не да ја скриеме вистината. Преку нормален судски процес, преку гарантиран, транспарентно, јавноста пак да знае, но на поинаков начин. Сме направиле се што морало и требало да направиме како одговорна опозиција. Како што и денеска покажуваме на пријателската меѓународна заедница, дека има капацитет во ова наше општество, да не го подценуват. Еве опозицијата што прави. Еве ги студентите што прават. Еве ги граѓанските организации што прават. Македонија има капацитет за земја да биде. Има и еве покажуваме дека знаеме да реагираме правовремено кога сме повикани да си ја спасиме државата. Сме направиле се што треба за да си ја спасиме државата. Повелете. Се снимал ли интернетот и фиксната телефонија? Молам? Фиксниот телефон и интернетот, дали се снимал? За жал имам докази и за фиксни телефони и за имейл комуникација. А имате ли од адвокати, што не се спомнати до сега? Снимени разговори од адвокати? Има и од адвокати, има и од обвинители, има од судии. Секако за правосудството тоа што е објавено како дел од подготовката на нашиот народ на нозе да го дочека тоа што следува. Повелете. Господине Заев, рековте дека имате докази за изманипулирани гласови од македонскиот блок. Дали имате докази дека истото се случувало и кај албанскиот блок? Еве вака, знаете дека внимателно навлегувам не објавувајќи ништо за следните чекори. Се што имаме докази ќе биде објавено. При тоа, никој нема да биде поштеден. Значи, ни од македонскиот, ни од албанскиот блок. Ни од позиција, ни од опозиција. Никој. Значи, ниту од албанскиот, ниту од македонскиот блок.
Ниту од македонска позиција опозиција, ниту од албанска позиција опозиција. Се ќе биде објавено. Билите никој нема да биде пуштена, имаше ли обиди овој период? Не. Од некој од политичките лидери? Не. Јас прво морам да кажам дека нема комуникација директна со мене, најверојатно им е страф на луѓето да дигнат телефон. Сега има и официјално посебни истражни мерки, така ги најави Груевски. Колку што сум информиран, тоа од октомври 2014. Нема таква комуникација, ниту има некои пораки да некој бара да биде тактизирано со него, да биде внимателно со него или се. Не можете да барате од Заев кој што ветува по 100 пат целата вистина, да некој биде заштитен. Целата вистина. Значи, ако направиле и добро дело, односно има друга вистина која што не е таа што ја очекува јавност, а е важен предмет и го чекале, ќе дознае јавност. Значи, ако има тема важна за јавност, која што се спекулира под основ на сомнение што се случувало вистински, и на вистина нема зла мисла, зла работа или слично, кршење на закон, и тоа ќе биде соопштено на јавност. Италијанскиот амбасадор за Радио Слободна Европа изјави дека биле прислушувани амбасадори. За колку амбасадори се работи и дали ќе има нешто и во таа комуникација? Знаете вака, посветени сме на власта, но спомнав уште во првиот осврт кон граѓаните. Досега тоа што излегува како ги подготвуваме, има барем 6 амбасадори. И тие се, не знам зошто баш тие, но најважните амбасади. На најважните земји да ги. Сите амбасади се важни, но највлијателните земји, така да ги кажам. Детали не кажувам заради тоа што имаме намера тоа ним да им го соопштиме. Тоа тие да го знаат. Значи, реков уште еднаш, сите што биле мета цело време, нема да дозволиме после тоа јавноста да се сити со нив, со објавување. Тоа го направивме со новинарите, не ги објавив. Но секој оној кој што направил прекршување на закон, кривично дело или неетички потек, гледате дека го објавуваме, без разлика за кој се работи. Повелете. Имате ли од затварањето на еден телевизија? Да, еден од чекорите кои што ќе следувате е затварањето на еден телевизија. Друго прашање? Еве вака, јас сакам уште еднаш. Сакам да потврдам уште еднаш. Од ова што го имам како мој сознание, ретки се примерите на судии извршители. Целосно во полуги и во спрега со власт. Ретки се примерите. Има една втора категорија на судии и обвинители кои што не им е лесно. Под директни закани и притисоци. Не им е лесно. Не го оправдувам тоа што не им е лесно. Може ли оставки да дадат? Но се под директни закани и притисоци. Но најголемиот дел од судиите и обвинителите се честни луѓе. Се честни луѓе и тоа треба да го знаат. Зошто искрено до крај зборува? Очекувам кога се враќа слободата на Македонија. Да не ја враќа Заев, а они да бидат на Фејсбук. Да направат чекор. Знаат и малите деца што е вистината. Да направат чекор за нивната, за нашата татковина. И чекам да го направат тој чекор и ќе го поздравам јавно и да знаат оти ќе испишат историја. Повелете други прашања дали има? Ви благодарам на сите за вниманието со кое што наследат.